Значи вака, првото прашање беше за дали е методологијата дали е правилна во однос на тоа како се утврдуваат уделот на изворите на аерозагадување. Според она што ние сме го виделе, тие студии кои се направени со поддршка на UNDP и едната студија со поддршка на Финскиот метеоролошки институт, тоа се тие студии што ги имаме. Методологијата е стандардна, како што ја користат и во други земји, за да се утврди, се испитуваат хемискиот состав на PM2,5 частичките и врз основа на тоа се утврдува уделот на изворите на аерозагадување. И според нас, бидејќи ние сакаме да работиме со податоци, а не само со предпоставки, дека овој загадува или не знам колку кој загадува, тие удели може да се менуваат со тек на време, затоа е потребно постојано мерење, како што и предвидува законот, секоја година да има мерење на сите овие чинители, за да ние знаеме дали имаме менување во уделот на одредени извори загадување, намалување некаде, зголемување на некој, така да врз основа на тоа методологијата за нас е прифатлива. Особено што сакам да го кажам и тука податокот од Државен завод за статистика во однос на потрошени горива, ако ги исклучиме тука термоелектраните, близко некаде на 90% од горивата се оприлike поделени помеѓу половина одат за транспорт за сообраќај, половина е некаде количината на дрва. И дури, значи, ајде да кажеме нека не е ни 90, нека биде 80%, само од тој остаток што останува отпаѓа на мазут, на јаглен, на лигнит, на нафта, што се користи. Една од заблудите која е непопуларна во нашата земја е дека домаќинствата кои се греат на дрва не загадуваат. Меѓутоа тоа е погрешно. И тоа го покажува и методологијата, каде што се испитуваат уделите за аерозагадување и Државниот завод за статистика, колку горива се потрошени во нашата земја. Тоа е во однос на методологијата, какви честички се испуштаат, кои се поопасни. Прво да кажам дека самите PM честички значи тоа се суспендирани честички PM10 и PM2,5 се класифицирани како канцерогени, без разлика што содржат во себе. Значи не е битно што содржат во себе, самите по себе покренуваат такви процеси во човечкиот организам да се класифицирани како канцерогени. Тешките метали, што например индустријата и нафтата и мазутот ги испуштаат, се исто канцерогени, така да ние ако земеме, значи да, има разлика дали повеќе тешки метали ќе се вдишат или дали ќе се вдишат многу канцерогените диоксини и фурани кои се ослободуваат при горење на отпад, кои например нема да покажат како се вика, значи не мора да покажат покачување на ПМ частичките во воздухот, меѓутоа ние можеме да осетиме огромна смрдеа која задушува и да има огромно ослободување на овие диоксини, фурани, кои се неверојатно канцерогени, а остануваат во воздухот и остануваат во природата и се таложат во организамот, а ние да кажеме дека ПМ частичките не се зголемиле. Меѓутоа ова се многу опасни частички. Во однос на мониторингот, за каков мониторинг зборуваме, јас кога зборував за мониторинг кој треба државата да го споредува за да утврди каков квалитет на воздух имаме. Значи за таков мониторинг зборував. Инаку дали се зборува за индустријата, кај нас е проблем секаков мониторинг. Значи тука е инспекцијата која треба да утврди дали мониторингот врз индустријата е соодветен или не. Значи, дали таа лабораторија што дошла била акредитирана, дали тоа што го измерила било точно или не било точно. Обично инспекторите одат, ги гледаат тие хартии со тие бројки и викаат, окей, се е во ред, и тоа е тоа. Меѓутоа, кај нас недостасува многу повеќе вонредни инспекции со акредитирани независни лаборатории, бидејќи малце би било чудно ако една лабораторија која врши мерење за тој субјект, вие ја повикате како акредитирана лабораторија, има субјектни интереси тука.
Најдобро би било, идеално би било државата да има акредитирана лабораторија, каде што нашава држава има акредитирана, меѓутоа само за одредени нешта, за најголем дел од нештата не е акредитирана, кога зборуваме за воздухот, така да не може да се изврши мерење со нејза, односно инспекциите не може да ја повика таа нашава државна лабораторија. Така да тие проблеми во однос на индустријата и мониторирање на тоа на вистина, во прашање се тука и дозволите, значи потребна е ревизија и усогласување со новиот закон за контрола на индустријски емисии кој се уште не е донесен, бидејќи во дозволите има многу застарени и несоодветни, ајде да кажеме, мерки кои се поставени и гранични вредности. Тука е потребна огромна ревизија, така да за индустријата кога зборуваме многу нешто, значи инспекцијата е главно нешто и дозволите се како втора причина. Прашањето што придонесува за зголемување на PM10 и PM2,5 честичките, познати се изворите се во зимските месеци, се зборуваме за секој град е специфичен, не е подеднакво кај сите. Например, Гостивар, мерењата во Гостивар укажа дека голем удел е минералната прашина, која е како резултат од каменоломите што се во околина на Гостивар. Значи, ние тоа го немаме во другиве места каде што се мереле вакви студии каде што се направени. Во Струга е утврдено дека сообраќајот е главен извор на загадување. Кога зборуваме за Скопје е комбинација како што и во сите други градови, меѓутоа доминантно во зимските месеци е согорување на биомаса. Потоа имаме согорување и на отпад, согорување на мазут, значи тука и индустријата, бидејќи индустријата ги користи овие, не е само јавните објекти кои ги користат за загревање, тука и индустријата. Индустријата е како извор, минералната прашина што се должи на градежна прашина, на неуредени површини, улична прашина која се суспендира, сето тоа е извор на покачување на PM10 и PM2,5 честичките. И ние до сега за ниту еден од овие извори не сме спровеле ефикасни мерки за намалување, кои што ќе ги спроведуваме континуирано од година во година. За јавноста дали е доволно информирана за причините, па не е доволно информирана за причините, бидејќи јавноста најчесто е информирана за индустријското загадување и најчесто смета дека индустријското загадување е главна причина и скоро единствена причина. Зошто? Меѓутоа, ако ние се навратиме на податоците дека во 2024 во најголем број од мерните станици само 2 до 9 дена во годината ние имаме воздух што е во граници на заштита на човековото здравје, тоа значи дека апсолутно сите извори на загадување се тука. Прашањето за увоз дека Министерството за животна средина требаше да поднесе до Европска унија, Европската комисија за увоз на неопазен отпад. Да, тамо се главно метали кои користи Макстил. Меѓутоа има и пластика, има и стакло, има и други категории на отпад. Меѓутоа тука и колку што јас знам, тука треба да има увоз и на опасен отпад, бидејќи се увезуваат стари акумулатори кои ги користи фирма во Македонија. Така да не е само неопасен отпад. Дали нашите институции имаат капацитет, вклучително и царината, според нас немаат капацитет. Дали може да се протне на граница? Апсолутно може да се протне. Ние сме особено против ние сме особено против тука и за увозот на сега ги нема, меѓутоа, значи да нема увоз на гуми, да нема увоз на опасен отпад, бидејќи иако имаме фирма која ги преработува тие акумулатори, таа фирма беше дел од ланецот на фирми кои беа поврзани со складирање на опасен отпад во Ѓорче Петров.
Значи, на некоја парцела, приватна парцела, тој отпад беше истурен тука, иако тоа беше несоодветно нешто. Поради вакви причини сметаме дека кај нас ние не сме способни, значи, да ниту да преработуваме соодветно еколошки, ниту пак да ги увезуваме овие нешта, поради сите дупки кои постојано ги наоѓаат луѓето кои управуваат со овие фирми. Проблемот меѓутоа не е само увезениот ваков отпад, туку проблемот е кај нас и нашиот отпад. Затоа што ние создаваме во државава и опасен отпад создаваме и неопасен отпад. И истиот дел се согорува, дел се, како што видовме, значи ќе се истури на некои несоодветни места воопшто каде што не треба, така да не е само проблем увозот, туку ние имаме проблем со нашиот отпад. И да не се увезува ништо, ние повторно имаме проблем со наш и опасен отпад кој се создава во земјава.